Следната програма е платена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ние не му правиме услуга на Бог. Ние не добиваме некаков вид на плюс во нашиот рајски календар кога ја читаме Библијата или кога се молиме. Ние се молиме ако имаме здрав разум за да добиеме помош од Бог. Молитвата е привилегија, не е обврска ниту должност. Како можете да се промените? Не за слушање на пораки и одење дома, бидувајќи се тие да делуваат во вашиот живот. Ќе ви кажам нешто. Ако сте лоши, како што јас бев, ми требаше се што ќе слушнев. Се и секој проповедник ми даваше да направам нешто поразлично. Се исповедав, станав рано, се молев, имав годишен план да ја прочитам темелно Библијата и мислам, то беше едно нешто, па друго. И слушав пораки да бидам внимателна со устата, да не зборувам премногу, слушав пораки за умот и ќе одлучив да отидам дома и да не кажам ништо, па така нема да направам никакви грешки со устата. Ајде, знаете зашто ви зборувам. И потоа знаев да бидам навистина многу тивка. И луѓето ќе речеа, што не е во ред со тебе? Си мислев, замисли, не ви се допаѓа кога зборува, не ви се допаѓа кога не зборува. Луѓето не се срекни без разлика што и да направам. Но еве која е дивата работа која ја забележив. Кога ќе замолчев како дисциплинска мерка, ќе станев депресивна. А додека да дојде на попладна, јас веќе бев толку нерасположена и не разбрав. Реков, Боже, зошто се чувствувам толку лошо? Само се обидувам да го направам оно што ти сакаш да го направам. И еве што Господ ми врати на тоа, тој рече, ти замолчуваш, но внатре ништо не е променето. Барем додека зборуваше, се ослободуваше дел од притисокот, а сега целиот е таму. Да, ние треба да одговараме на пораките кои ги слушаме, но навистина оно што треба е да отидеме дома и да кажеме, знаеш Боже, јас бев навистина пресведочена тоа слово вечер. Тоа навистина ми го допре срцето и сакам да се развијам во таа област. И така, свети души, те молам да ме поучиш во оваа област. Боже, потребно е да ме промениш, бидејќи знам дека не можам да се променам самиот. Тогаш вашата улога е да го проучувате словото во таа област, бидејќи Божјото слово ја содржи мокта за спасување на вашата душа. Според книгата на Јаков, глава 1. Божјето слово, примено со кроткост, ја содржи мокта да ја спаси вашата душа. Нашиот дел не е да отидеме дома и да се мачиме да се промениме, но ако мислите дека имате проблем со устата, тогаш отидете дома и прочитајте секоја книга за устата што ќе ја најдете. Имам издадено 2 или 3 плюс еден куп DVD и CD и се останато бидејќи имав многу проблеми со устата и затоа поучувам многу за тоа. Мора да го имате словото. Ние се менуваме со мокта на Словото, а нашиот дел е да го проучиме Словото. Како што гледаме верно во Божјото Слово, ние се менуваме во Неговиот лик од слава во слава во слава. Ако останете во моето Слово, Исус рекол во Јован, тогаш вие навистина сте мои ученици и ќе ја познаете вистината и таа ќе ве ослободи. Амин. Така јас го заменив моето обидување со верување и одлучив дека ќе се обидам да живеам на истиот начин на кој бев спасена. Господе, мора да ми помогнеш. Господе, ако ти не ме промениш, не знам што ќе се случи, но ова е тоа. Ако ти не ме промениш, еве со што си заглавен. Нема никаква цел да му ветите на Бог. Ох, Боже, ако само ми простиш, веќе нема да го правам тоа. Те молам, Господи, само прости ми, јас никогаш повеќе нема да го направам тоа. Зошто едноставно не ја кажете вистината и кажете, Господе, верувам дека ќе ми простиш, бидејќи Твоето слово вели дека Ти веќе си платил за моите гревови. Па ја примам Твојата прошка, ја примам Твојата милост. Ќе бидам некако искрена со Тебе и ќе Ти кажам дека ако Ти не ми помогнеш, јас сигурно ќе го направам тоа повторно. Не ви предлагам да не вложувате труд, но тоа не е телесен труд. Амин.
Дали некој овде е уморен од обидување? Колку од вас се трудат едноставно премногу да бидат добри христијани? Знаете, добар христијанин е оксиморон. Нема такво нешто како добар христијанин. Да можешме да бидеме добри, христијанството немаше да ни биде потребно. Знам, ќе треба да размислите малку за ова. Секоја добрина која имаме во нас доаѓа од Бог. Не е наша собствена добрина. За секоја добрина која ја правиме, даваме слава на Бог за тоа и заслуга за тоа. И ние знаеме токму тогаш дека нема да направам ништо друго добро во целиот мој живот ако тој не ми помогне. Зборувам за правењето на се, со и за Бог, и да му се даде нему заслуга и слава. Истиот начин како што бевте спасени, тоа истиот начин на кој ние треба да научиме како да живееме. Бог не е за продажба и ние не можеме да го купиме со добри дела. Кога правиме добро, Бог не ни должи ништо за тоа. Ајде, ако останете и се молите во првите 2 часа од секој ден и читате 6 глави од Библијата секој утро, Бог не ви должи ништо. Потоа, кога имате проблем и Бог не се појавува во моментот кога мислите дека е потребно, не можете да кажете: па мислам се молам по 2 часа секој ден. Подобро внимавајте. Внимавајте. Не ве прави гневни кога Бог ќе благослови некого кој не е ни приближно религиозен колку вас. Бидејќи видите, ние мислиме дека ако сме добри, тогаш Бог ни должи и ние треба да сме оние за кои тој прави се. Но мора да се ослободиме од тој став. Јас ќе направам нешто за да добијам нешто од тебе. Секој добро што го правиме. Знаете, се сеќавам едно утро Господ ми рече: ќе престанеш ли да се однесуваш како да ми правиш услуга додека го читаш Словото? Јас веќе го знам. Ти го читаш за себе. Ние не му правиме услуга на Бог. Ние добиваме некаков вид на плюс во нашиот рајски календар кога ја читаме Библијата или кога се молиме. Ние се молиме ако имаме здрав разум за да добиеме помош од Бог. Молитвата е привилегија, не е обврска ниту должност и читањето на Словото е паметно. И покажува како да го организирате и водите вашиот живот на начин на кој може да го имате најблагословениот живот што може да го имате. Еде да погледнеме еден многу интересен дел, Лука 17:7-11. Не знам дали до сега имам споделено од овие стихови, но еве ги. Си мислите, стих кој го нема споделено до сега? Кој од вас, ако има слуга, кој ора или го чува стадото, ќе му рече, кога ќе се врати од поле, дојди брзо и прилегни покрај трапезава. Нема ли да му каже: приготви ми нешто за вечерва и препаши се за да ми служиш додека јадам и пијам, а потоа и ти јади и пи. Зар ќе му заблагодари на слугата за тоа што исполнил заповедта? Сега гледайте го стих 10. Така и вие, кога исполнивте се што ви е заповедано, речете: ние сме неполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. Тој е единствениот во зградава на кој му се допаѓа. Па што вели? Откако сте ја завршиле целата должност кон Бог, откако сте сакале со сето срце, откако сте му служиле, откако сте дале десеток, откако сте оделе редовно во црква, откако сте ги направиле сите овие нешта, велите: Господи, јас се уште не заслужувам ништо, бидејќи никогаш не можам да направам доволно добрини, за да ја заслужам Твојата добрина во мојот живот. И јас сум благодарен за се што Ти правиш за мене. Гледате, кога мислите дека не заслужувате ништо, вие сте среќни и задоволни за се што Бог прави за вас. Дали некој ме разбира? Ние сакаме да работиме, но не сакаме да се мешаме во неговите работи. Работата на телото е нашата енергија, обидувајќи се да го направиме она што само Бог може да го направи. Па еве што правиме. Правиме што Бог ќе ни даде и тогаш веруваме на Бог да го направи она што само Тој го може.
Како знаете кога сте во работите на телото? Кога ќе почнете да се фрустрирате, бидејќи колку само ние се фрустрираме кога се обидуваме да направиме нешто што само Бог може да го направи. Порано толку се фрустрирав од Дејв и од моите деца. Се лутив на едно од моите деца бидејќи беше исто како мене и не ми се допаѓаше тоа. Бидејќи тие секогаш се обидуваат да ме контролираат и да се свртат против мојот авторитет. Тоа беше мојот најстар син. Па тогаш мојата најстара ќерка беше мрзелива и несмасна и не ми се допаѓаше тоа. И мојата помлада ќерка беше екстремен перфекционист и тоа не ми се допаѓаше бидејќи таа беше толку. Таа пишуваше домашно, седеше во соба и ако направеше една мала ситна грешка на листот хартија, го кинеше и веднаш го фрлаше. И јас си мислев, се обидував да го сменам ова, се обидував да го сменам она и ова и она и Дејв и себе си и дали некој ме разбира. Си мислев, бев толку благодарна кога конечно сатив дека јас не можам да го направам тоа. Но Бог може да го направи секој од нас какви што сака да бидеме. И јас ја ставам мојата доверба во него. Некои од вас имаат проекти од кои треба да се откажете и мора да ги предадете на Бог вечерва пред да ја напуштите зградата. И тогаш знаете ли што останува? Можеби ќе успеете да уживате во животот. Ајде. Можеби ќе можете да уживате додека Бог го менува вашиот сопруг, си мислите. Пошто ако никогаш не се промени? Па претпоставувам, ако не се промени, ќе му верувате на Бог да ви даде доволно благодат да го издржите тоа со насмевка на лицето. Сакате ли да ја знаете вистината? Дејв не се промени многу. А не се промени и се уште ги прави работите кои ме полудуваа, но сега на вистина Бог ме промени мене и сега јас не се грижам. Мислам, вистина е. И не ми е грижа ако отидам дома и игра голф кога ќе се вратам од конференцијава. Порано толку се лутев кога ќе се вратевме од конференција и тој ќе побрзаше да игра голф. Желењето одеше вака. Па работам цел викенд, уборно сум, мислите само земате се што имам и тогаш забавата заврши, јас сум овде истоштена, ти си одиш и си играш голф и никому не ми е грижа за мене. Вчера му реков, зашто не отидеш да поиграш малку голф кога ќе се вратиме утре? Ќе се вратиме дома, бидејќи, видите, сега само мислам, леле, ќе имам цялата куќа само за себе, далечинското ќе биде во мене и можам да јадам што сакам. И не дека ние се сакаме повеќе од било кога, но јас станав попаметна. Не водете битка која нема да ја победите. Подобро да им го кажам тоа на овие луѓе. Не водите битка која нема да ја победите. Што е со вас дечки таму горе? Не водите битка во која нема да победите? Видите, ние мислиме, па јас не можам да те поднесам ако не се промениш. Да, можеш. Само не мислите на тој што некој не е. Дозволете Бог да работи на вас и не бидете претенциозни за се цело време. Знаете, праведноста е прекрасно учење во Библијата. Тој што не знаеше за грев, постана грев за да ние станеме Божји праведници во Христа. Да, каква прекрасна размена. Тој го зема вашиот грев и ви дава праведност со Бога. Бог не гледа исто како Христос. Кога ќе му се обратите на Бог, ќе побарате нешто во името на Исус, Библијата вели, вие му представувате на Бог се што Исус е. Вие не го представувате собственото досие на добрина. Секогаш кога ќе речете во името на Исус, вие велите, направи го ова во името на Исус, бидејќи тој заслужил, тој го заработил тоа. А јас сум овде само за да го примам, јас не го заслужувам. Затоа не доаѓам во свое име, доаѓам во Негово име. Тоа е целата поента во врска со молењето во името на Исус. Павле се молил во Филипјаните 3.
Ова е едно од оние нешта кои се толку забавни што би можеле да имаме 3-дневно проучување на Библијата, само да седиме и да одиме стих по стих и луѓето да поставуваат прашања и да им откриеме многу од оваа област. Павле рекол, за да можам јас да бидам пронајден и познат во него, немајќи никаква правда основана на моите собствени дела, но само вистинската праведност која тој може да ја даде, која е примена само преку вера. Може ли да верувате вечерва дека колку и да сте грешеле во вашиот живот и колку и да грешите во иднина, дека ако сте го примеле Христос како ваш спасител, дека токму сега, додека се уште грешите, Бог ве гледа како негова собствена праведност. Тоа не значи дека вие правите се како што треба, но значи дека Бог ви го дал неговиот прав пат и сега бидејќи имате семе на праведност во себе, вие ќе можете да произведете правилно однесување како што го продолжувате своето чекорање и својот пат со Бог. Но да ви кажам нешто, јас постојано се обидував да бидам во право. Да бидам во право. Се обидував да читам Библијата секоја година со многу други луѓе во мојата црква, бидејќи мислев дека тоа ќе биде правилно. Имавме молитвен застапник кој дојде црквата, таа се молеше секој ден од 5 до 9, и јас се обидував да го правам тоа бидејќи мислев дека тоа ќе биде правилно. Бог ќе биде задоволен со мене ако го правам тоа. Потоа се молев првите 5 минути, а потоа ми стануваше многу досадно и не знаев што ќе правам наредните 3 часа и 55 минути. И конечно имав нешто што сега љубезно го нарекувам молитвена мапа. Има ли некој од вас мапа за молитва? Ги сакам. Бог ми го даде овој пример. Тоа е всушност нешто што тој ми го кажа во срцето. Рече, знаеш, Джојс, ти го трошиш животот обидувајќи се да го добиеш она што веќе го имаш. Рече, тоа е како да се обидуваш да седнеш на стол на кој веќе седиш. Па јас седам на овој стол. Сега, ако се обидам да седнам на столот на кој веќе седам, ова е апсолутно и тотално фрустрирачки. Видете, тоа е она што ние си го правиме на самите себе кога се обидуваме да го добиеме оно што Бог веќе ни го дал. Затоа треба да знаеме кои сме ние во Христос и да ја разбереме завршената работа на крстот и оно што тој веќе го направил за нас. И ние мора, додека се уште не го произведуваме сето тоа, се уште да веруваме дека тоа е наше како наше наследство од Бог. Ние не сме работници, ние сме наследници. Дали знаете? Едноставно не изгледа дека воопшто е фер што нашите деца и внуци ќе ги добијат сите пари што ние сме ги оставиле и целиот имот за кој ние сме работеле. Ние сме го заработили и сме го заслужиле, а тие само така ќе го добијат. Кој сакам да видам колку брзо ќе можам да го потрошам. Не, навистина. Не се чувствувам така бидејќи ги сакам и всушност барам подобри начини како да бидам поголем благослов за нив. Како ние можеме да се чувствуваме така во нашата човечка состојба? Колку повеќе би можел Бог така да се чувствува за нас? Волјата е потпишана со крвта на Исус Христос. Ние сме наследници. Амин. Вие сте наследиле праведност, бидејќи Исус е праведен, го добивате она што тој го добил. Да ви кажам некои од работите кои Библијата вели дека треба да ги примиме. Како и вообичаено, заостанувам со 4 страници од моите белешки. Примете го Светиот Дух. Одвојте неколку минути секој утре и кажете: Свети Душе, јас ја примам Твојата исполнетост денес. Дај ми сила денес и помогни ми да правам се што правам со добар став и расположение. И тогаш одвојте момент и примајте. Мислам дека ние мислиме дека молитвата е непрекинато зборување.
Одвоите време и примајте. Го примам Твоето присуство, Господе. Ја примам Твојата милост, ја примам Твојата прошка. Ние не одвојуваме време за тоа. Библијата вели: барај и примај за да Твојата радост може да биде целосна. Примете го Светиот Дух, примете го Словото со скромност. Сите кои го примиле и му посакале добре дојде, тој им ја дал моќта да станат Божји синови. Примете прошка за гревовите, примете Божјата благодат, примете го вашето наследство, примете милост за вашите неуспеси, примете го резултатот од вашата верба. Примете ги сите добри нешта кои Бог ги создал со благодарност и вие ќе примете моќ кога Светиот Дух ќе дојде врз вас. Дали знаете дека ние правиме полесно од ѓаволот отколку од Бог? Колку од вас сте навистина добри во примање осуда и вина? Да ви кажам нешто за вината. Дали знаете што е таа навистина? Начинот на кој се обидуваме да му се одолжиме на Бог за направените грешки. Кој би се осмелил да помисли дека може да направи голема грешка и да прими прошка и да продолжи како ништо да не се случило? Не знам за вас, но порано јас се ги делев гревовите по категории: мали, средни и навистина големи. За мал грев ќе чувствува вина можеби половина ден. За среден грев неколку дена. Но леле, ако направив нешто навистина лошо, тогаш вината ме јадеше 2 или 3 недели. Но Бог ме научи. Ти се чувствуваш лошо. Само барајќи начин да се одолжиш за гревовите, но тие се веќе платени. Тие веќе се платени. Ако се платени, тогаш не треба да плаќате. Амин. Предпоставам дека треба да забавам малку. Не знам дали вие луѓе навистина ме разбирате. Не можете само да правите нешто лошо и да си поминувате добро. Ако навистина верувате во Словото, гледам дека навистина можете. Тоа не значи дека искрено не ви е жал. Тоа не значи дека навистина не ви е жал за она што сте го сториле. Но ако ние веруваме во Библијата дека тој целосно не чисти еднаш и за секогаш со својата крв, тој го отстранува нашиот грев толку далеку како исток од запад и тој веќе не ги памети. Тогаш може ли да предложам нешто? Престанете да му зборувате на Бог за работи кои тој ги заборавил. Добро, ние примаме страф од непријателот, ги примаме неговите лаги, примаме негативни чувства за самите себе си, примаме вина, примаме обесхрабрување, примаме депресија, разочарување. И нема да го поминам остатокот од животот, примајќи го ѓаволот отколку од Бог. Јас ќе бидам добар примач. Бог се обидува да не научи дека кога ние правиме нешто погрешно, тој повеќе би сакал да ја примаме неговата милост, отколку да дадеме жртва за да се искупиме за она што сме го направиле. Бидејќи ние го правиме тоа преку вера. Тоа е скоро предобро за да се верува, нели? Сам дека ова е веројатно една од работите кои луѓето сакаат највеќе да ги слушаат кога се поучувани за Словото. Дека тие всушност можат да поминат преку грешките кои ги направиле и да продолжат со животот не мирисајќи на чад. Не е добро да се знае дека може да влезете во фурната на болка и да излезете не мирисајќи на чад.